Многу често кога минуваме низ некој тежок период во животот или се соочуваме со проблеми и го споделуваме тоа со некој наш близок, имаме обичај да кажеме: "Абе, да не си ми во кожата." Ако пак не разберат и ни солат памет како да го решиме проблемот, ќе кажеме: "100 стапа под туѓ грб не болат." Она што навистина го мислиме е дека никој не може да ја доживее нашата тешкотија онака како нас самите. Колку ли пати животот ќе не остави со оној непријатен вкус во устата, дека сме сами на овој свет, дека сме неразбрани, неприфатени, неутешени, од утро до вечер борејќи се за опстанокот. Го пиеме утринското кафе со замислен поглед во некоја точка од собата и се што ни останува една длабока воздишка која само ние знаеме што значи. Некој од нас шарето ќе го побараат во возвишенот, во духовното, но и тоа знае да не остави уморни, како да треба да препливаме 7 мориња, да преминеме 7 планини, за некако, само некако, да стигнеме до Божеството, кој што е таму некаде далеко, скриено, необјаснимо. Денес се прославува Христовото раѓање. 700 години пред неговото раѓање, пророкот Исаија ќе предскаже: "И ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат Имануел." Ова име во превод значи Бог со нас или Бог помеѓу нас. Светиот апостол Јован во своето Евангелие вели: "Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог." За понатаму да каже: "И Словото стана тело, и се настани меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што има како единороден од Таткото, полн со благодат и вистина." Ова е највеличественото нешто што се има случено во историјата на човештвото. Единствениот Бог, создателот на се видливо и невидливо, оној кој што не можеме да го видиме, не можеме да го допреме, зема тело на човек, се отелотвори, стана крв и месо, влезе во наша кожа. Тој тогаш можеше да биде допрен, слушнат, разбран. Со него можеше да се разговара, да му се поставуваат прашања. Со него седеа на маса, јадеа и пиеа. Со него се радуваа, со него и тажеа. Тој ги преплива морињата и ги премина планините. Го премости невидливото и стана видлив. И не отиде да живее на некој највисок врв како источен мудрец, па оној што доаѓа кај него некако да стигне и да ги слушне зборовите на живот. Токму спротивното, тој имаше обичај да седи со оние кои што тогашното религиозно општество ги отфрлаше, со грешниците, со маргинализираните. Затоа му го дадава прекарот пријател на грешниците. И никој кој што се сретна со овој човек не остана ист. Грешниците стануваа светци, болните здрави, маргинализираните вклучени. Животот Исус Христос и смртта, злото и гревот влегоа во ринг и животот победи. Бог стана човек за да го воздигне човекот на едно повисоко, осмислено постоење, да го извади од тој циклус на безсмислено, скоро животинско постоење, да го освети секој аспект од нашиот живот. Тој беше дете и го освети детството. Имаше родители и роднини, работеше, имаше пријатели, непријатели, следбеници и на сите овие нешта им ја врати нивната вистинска смисла и функција. Она што Божји книга сведочи дека Бог не е само Бог на една мала елита супердуховни луѓе кои што се целосно отсечени од секојдневниот живот. Божји книга сведочи дека Бог е со нас, дека оди со нас во нашето не секој пат возбудливо секојдневие, дека е со нас и во најбаналните работи, осветувајќи ги и давајќи им смисла. Дека е со нас во нашите односи, со семејството, со пријателите. Со нас е додека сме на работа, каква и таа да е. Додека на некого му подаваме чаша вода, додека ги даваме ситните пари на оној кој што проси крај семафорот. Божји ни сведочи дека Бог стана човек за да секој кој верува во него го воздигне кај него.
Божик ни сведочи дека Месијата, Спасителот се роди, дека живееше свет и праведен живот, дека беше закован на крстот за нашите престапи, дека умре и воскресна за наше оправдување, да ни даде живот вечен, чии плодови ги вкусуваме уште сега, а во целост при неговото повторно доаѓање. Ајде заедно да му пристапиме на овој Бог кој е близу до нас, да се помолиме. Небесен Татко, ти благодарам што не си далечен Бог, што си тука со нас и повеќе не мораме да бидеме сами, неразбрани, неутешени, бесцелно да талкаме под ова парче небо. Господи Исусе, ти благодарам што стана како нас, дојде во наша кожа, што не разбираш, но во исто време преку силата на Светиот Дух ни даваш излез и преобразба. Амин. Нека овој Божик се роди надежта дека Бог е близу до нас, дека каде и да се наоѓаме, тој е со широко отворени раце, спремен да ни исполни со живот, радост и мир. Честит Божик, Христос се роди.